Ме познаваш. Јас сум човек што работи и цел живот и се мачи за живот. Но сепак, цело време животот ме удира со тупани циклоци. Тој сум јас. Всушност, тоа бев. Дадов чесен збор дека никогаш нема да бидам таков. Ама и јас тебе те познавам. Ти си човек што сака да однесе парче леп дома. Секогаш велиш дека најважно во животот е здравието и мирот, ама не е така. Се е во парите. Парите те прават секогаш горд. Парите ти даваат мир во семејството, слобода, ете тоа се парите. Ете, гледам сега нервозен си. Мојата нервоза е препознава твојата. Имам еден предлог за тебе, немој никогаш да паѓаш. А ако паднеш, сите врати ќе ти бидат затворени, сите твои роднини и пријатели нема ниту да ти се јават на телефон. Ќе паднеш на дно. Знам, затоа што јас го видов тоа дно. И кога јас бев на тоа дно, донесов одлука. Светот е неправеден, покварен, светот е злобен. И затоа јас ќе го уништам таквиот свет. Сепак имаш право да живееш како човек, а и јас имам право. Затоа јас одам да го добијам своето право. Што се пари? Парите се сила. Сила. Слобода. Слобода. Среќа. Јас немам пари. Многу лошо, синко. Тоа што ми помага да фатам убави девојки. Средство за убави девојки. Друго. Затоа сум тука. Убаво. Ако сакате да запознаете некој човек, прашајте го зошто ги сака парите. Неговиот одговор убаво ќе покаже тој од што се плаши, од што е лишен и што му се фантазиите, ама има покритично нешто. Што би направил за да дојде до тие пари? Вие што би направиле? Професор, јас буквално се би направил. Убаво. Би станал улижувач. Добро, во ред. Друго? Би лажала. Лага. Друго? Би се оженил со богата стара баба. Значи се би направиле за пари, нели? Јас не би станал улижувач. Јас не би станала предавник. Јас не би ги продала своите пријатели. Добро, после 15 години пак ќе се видиме со вас. Всушност, за вас повеќе кажува фактот што ќе правите со парите, отколку зошто ги сакате. Штом еден човек вели дека парите се, знаете дека тој човек се би направил за истите тие пари. Затоа парите се најголемиот тест за човекот. Професоре, што е тоа што вие пред 15 години сте кажале нема да го направам, а сега сте го направиле, го положивте тој испит? Мерт, јас мислам дека сум го положил испитот. Ете, моментално затоа сум пред вас, нели? Парите веќе не се мојот проблем, туку тема на мојот предмет. Епа, што значат парите во економијата? Кажете ми, ајде. Професоре, парите се причина за сите војни и расправи. Убаво. Замислете, 8 најбогати луѓе на светот се собственици на половина од целиот свет. Ете, оваа голема неправда е причина за сите војни. Богатите се трудат да го чуваат своето богатство, а сиромашните се трудат да го добијат заслужениот дел од истото тоа богатство. Разбирате ли сега? Ете, во тоа е борбата. Оттаму се војните. Ете, затоа единствениот наш проблем се парите. Професоре, требаше одлука за стипендија да ми испратите. Вчера ти испратив, синко, ајде оди, доцнеш веќе. Многу ви благодарам, професоре. Изненадување ли ова? О, синче! Тато, можам да ти кажам нешто? Добре, деле. Како си? Откако дозна за родендинскиот поклон, сака да зборува со тебе. Ајде зборувај, шефе Денис, што е толку итно, а?
Ја сакам друг поклон. Не сакам да одам во камп. Како мислиш? Се плаши од бубачките. И ти се плашиш од бубачки. Кажи ми што сакаш? Сакам игра. Каква игра сакаш? Запна сака PlayStation. Проверивме на интернет 2600 лири. Не до толку. Ти нели сакаш да одиш на кампување? Кампувањето ќе заврши, а PlayStation-от ќе остане кај мене. Да, тоа е логичен одговор. Ама сепак мислам дека треба да одиме на кампување. Професор Ирфан, ректорот ве очекува итно, е? Изгледа се одлучил да те направи декан. Чекай малку, застани. Земи го ова и веднаш се враќам. Добро. Професоре, сте ме викнале. Срам да ти е, Ирфан. Те почитував и те сакав. Ама ти не си бил маж. Што значи ова, професоре? Имав доверба во тебе и ти дадов тендер. А ти си направил криминално дело. Професоре, вие колку долго ме познавате мене? Вие се шегувате ли? Во никој случај не би направил такво нешто. Имаме сведок, професор. Се ни кажа, имаше докази и документи. А кој е тој професор? Професоре, мора да ми кажете, кој е тој што ме клевети? Оди разговарај со судијата и правобранителот. Тука веќе немаш работа. Бура го направи, така ли, професоре? Сигурно дека Бура го направил. Професоре, ве молам кажете, тој ли беше? Не е важно кој. Излези надвор. За ова ќе одговарате, не можете туку така да ме отфрлите од универзитетот. Ти, зарем, ми се закануваш? Излези надвор. Не, јас не се заканувам, ама оваа работа нема да заврши вака. Излези ти, велам. Сте го виделе професорот Бурак? Не, Не, професоре, не. професоре. Ирфан? Чекай малку. Го видовте професорот Бурак? Не, професоре. Денис? Денис? Бурак! Сега доаѓам од кај ректорот. Ти си му кажал некои работи, си ме наклеветил. Вистина ли е тоа, а? Губи се од тука. Чекай малку, стој, не може вака. Бурак, јас имам живот, имам семејство, имам дете. Имам кариера. Ми велат дека ќе ми избркат од универзитетот, разбираш ли ти? Види, кажи им дека е ова лага, дека си направил грешка, инаку оваа работа нема да заврши вака. Кој си бе ти? Што се замислуваш? Кажав дека ќе станам декан. Нека е со помин. Ќе те убијам. Да знаеш дека ќе те уништам. Животот ќе ти го уништам. Ќе те убијам, ме слушаш ли? Професоре, Оставете ме! останете. Оставете ме! Остави ме! Станете! Оставете ме! Не, јас ќе поднесам жалба. Мојот колега лаже, направил измама. Јас не сум земал мито, не сум направил никаков криминал. Ги негирам сите обвинувања. Парите што сте ми ги блокирале се мои пари од мојата плата. Јас ги заработив тие пари.
Видете, јас сум невин, имам семејство, имам дете. Ве молам, ослободете ме. Мене навистина не ми е јасно. Како може да направат вакво нешто? Можат да направат, да. И ете направи, заврши. Од не все очекувам. Денис? Сине, ти зошто се разбуди? Многу е рано, сонце моје. Тато, ти си лош човек. Се разбира дека не сум, сине. Имаш една голема грешка. Дојди овде. Дојди. Не грижи се ти, сине. Дојди ке мене. Зошто полицијата да те паша? Зборував со полицајците и ја средив таа работа. Не грижи се. Ајде, синко, ајде, дојди со мама. Покасно повторно ќе зборуваме, сега треба да поспиеш. Стикогаш на детето му велиш дека сме искрени. Ајде објасни му, зошто не можеме барем роденденски поклон да му купиме? Евова ти е возврат од 20 годишен труд. Можат и да те ликвидираат и да те избркаат. Ќе заврши судењето и ќе ги добиеме парите. А тек има судење, па ќе треба да заврши. За малку ќе ме пикне во затвор, еда. Правобранителот се сожали, затоа ме ослободи. Барем ти ќе имаш каде да спиеш, Ирфан. Немаме пари, немаш работа. Така да за кратко може да ни избркаат и од куќата. Каде е мојата таблет? Сега ли е време за Оди спити, таблет, сине? велам. Колку години направи си за твоите студенти и за твојата кариера, кажи ми? Еве ти ги твоите студенти, еве ти ја твојата академска кариера. Задоволен ли си сега? Не е крај на светот, ќе најдам друга работа. Ете, на крај дојде на моето. Ирфан, твоите пријатели денеска се раководители на фирма, станаа богати, а ти се заглави овде, свесен ли си? Значи тоа е сега нашиот проблем, така? А? Пари. Да, така е. Пари. Неговата школа не можеме да го платиме. Уште треба да се запише и во средно училиште, па потоа универзитет. Свесен ли си дека уште 5 пати се мислиме дали да купуваме една проста правосмукалка? Што ме гледаш така, зарем не е вистина, Ирфан? Кажи ми, зарем не е? Сине? Што се случи? Сине?
Сине! Денис! Синко? Синко? Сине! Ирфан, главата. Главата, Крвај! Ирфан. Сине! Во Сине. болница, веднаш во Ајде. болница. Сине! Абе, Синко, дали те боли? Не ме боли. А што бараше да се качуваш толку високо, бе, дете, аман? Види, уште еднаш нема да го направиш тоа, јасно? Јуначе на тато си имал глава како камен. Те захефтаа на 5 места. Точно 5. Тонг, 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 тонг. Да не се смеам, ме боли. Немој, не Ве пикај. очекува докторот. Превентивно моравме снимка на син ви да му направиме и еве сега ги разгледавме резултатите. Не би сакал да ве плашам, ама најдовме една дамка во неговиот мозок, во мозокот на син ви. Не разбирам. Веднаш однесете го на некој специјалист, можно е да е во животна опасност. Како во животна опасност, докторе, што зборувате вие? За жал, изгледа како тумор да е. Да. За жал Денис има тумор во главата. Мојот колега тоа го приметил. Добро е што одма сте дошле кај нас. Не е можно. Мора да е некоја грешка. Ќе одиме кај други лекари. Секако треба да одите. Резултатот е ист. И добро, докторке, што треба да направиме? Какво е решението? Операција. Ризично, ама единствено решение. До операцијата треба да бидете подготвени за некои мали реакции. Може да губи рамнотежа, а понекогаш и вид. Зашто поскоро време вашиот син мора да се оперира? А што ако операцијата е неуспешна? Мојот син е уште многу мал. Мора да се оперира. Само претходно мора да направиме детални анализи и детална МР снимка. Добра, колку време имаме за оваа операција, докторе? Вака да ви објаснам. Вашиот син во главата носи темпирана бомба. Никогаш не можеме да знаеме кога ќе пукне. Не можеме да губиме време. Јас не сум болен. Се разбира дека не си, сине. Ама нели понекогаш те боли главчето? Лекарите сега проверија и најдоа нешто многу малечко, што ги создава тие твои главоболки, ама многу малечко нешто и тие ќе го извадат тоа преку операција и ништо нема да се случува повеќе. Ќе ти помине целата болка. Разбираш? Нема потреба да се грижиш. Ако имаш прашање, можеш нас да не прашаш. Мене и мајка ти, поред? Имаш некое прашање, те интересира нешто? Може пак да се лизгам? Оди, спушти се. Синко, Остави нека трча. како ќе направиме? Од каде ќе ги најдеме парите? До мои 12 години не знаев што е град. Се качував по планината Торос со мојот татко кој што беше учител на селото, село со кеобаси и супан. Средно училиште завршив во Дарул Шафака. Универзитет во ОДТУ завршив со висока средна оценка. Потоа магистрирав на Богас. Потоа за докторски науки отидов во Америка. Како што ви кажав, многу кратко работев во приватен сектор, потоа сам си дадов оставка. Сепак сакав
да се вратам во мојата родна земја. Затоа што таа ми даде образование, стипендија, дом. Затоа одлучив да бидам професор. Дамла, види. Морам да се вработам. Остави директорски места. Можам се да работам, разбираш? Професоре, ќе бидам искрена. Вие сте многу подобар од сите кандидати. Но оваа фирма вас нема да ве вработи. Дури не заврши вашето судење, ниту една друга фирма нема да ви нуди работа. Многу ми е жал, професоре. Ми ја блокираа сметката, не можам да ги излешам парите. Многу добро ме познаваш. За кратко ќе ги вратам, не останувам должен. Мислам, да беше само мојата работа во прашање, немаше да биде проблем, ќе најдев друга работа. Во секое време можам да работам било што. И нема да останам гладен, ама болеста на Денис не уништи. Секогаш е така во животот, се едно по друго. Ама ќе можеш да се спасиш ти. Разбирај, ќе се спасам, ама Денис мора да се оперира. А лекарите велат дека нема време. На душман не му посакувам да дојде во ваква безизлезност. Алпер, јас морам да најдам веднаш пари. Алпер, дојди само момент. Доаѓам. Што правиш ти? Зарем полуде? Не викај, ќе те чуе, престани. Нека слушне што да правам. Ние не сме глупави луѓе. Нека проси на друга врата. Нема да му дадеме толку многу пари. Ти чиви пари на кого ќе дадеш? Срам да ти е. Кажи ми дека најде. Кажи ми дека ги најде парите. Го продадов автомобилот. Проклетство. Земи, 47.000. Се јави ли ке војкоти? Господ нека го казни него. Јас му велам детето ми е болно, тој ми вели кираџиите се уште не ми платиле за кирија. И се јави Фина Мелда и таа исто немала пари, во лоша ситуација била. Мене душата ми гори, а тие мене ми кажуваат приказни. Ти дали го побара Егемен? Да, ама не ми се јави. Јави му се уште еднаш, тој ти е близок пријател на тебе. Знам на кој колку пати можам да му се јавам, Еда. Што мислиш дека ќе ми каже? Исто како сите други, нели? Ќе почне да врти, да лаже. Ајде, скокни ваму. Дојди кај мене. Не сакам PlayStation, сакам да одам во кампот. А зошто се предомисли, сонце? Прочитај, тато. Ајде да видиме. Баш убаво, тука има и поезија. Многу одамна постоел градот Вавилон, во кој живееле многу среќни луѓе. Во овој град живеело едно паметно момче. Ова момче секое утро кога ќе се разбудело, Ода во училиште? се разбира, ќе прочитаме и ќе дознаеме. Сине, навистина, кажи ми, зошто се откажа од PlayStation-от, а? Откако посакав PlayStation, се случија многу лоши работи. Многу ми е жал. Ти сакаше PlayStation за да можеш да викнеш нас кај нас дома? Таа игра со имен, само затоа што тој има PlayStation. Јас не играм со нив.
Еда Сайгун. Повели? Прости ми, малку ми е растурено внатре. Седни. Си имал убава куќа. Убава, да. Се снаоѓаме некако. Се надевам не си дојдена само за куќата. После толку години, 8 години. Поминало многу време. немој да ми кажеш дека воопшто не сум се сменила, нема да ти верувам. Не, сменета си. Мислам, поубава си. Поубава си од порано. Ирфан го избрка од универзитетот. Денис е болен, треба да се оперира, немаме време. Потребни ни се пари. Ирфан ништо не ми кажа. Јас ништо не знам. Од сите пријатели побаравме пари, никој не ни даде, сите измислија некоја лага, тој е збунет и сигурно се плаши и ти да не измислиш некоја лага. Бе. Хуманоста умре, нека почива во мир. Добро им беше на другите кога тој им помагаше, нели? Дали ти имаш некоја лага? Сигурно немаш пари. Си купил нов стан, нов автомобил. Сигурно и ти им должиш на луѓето, нели? Инвестирав пари, да, знаеш, денес никој нема кеш. Егемен. Прв и последен пат барам нешто од тебе. Ќе направам се за да ги најдам. Јас ќе ги најдам тие пари. Твојата врата е последна на која тропнав. Јасно ли ти е? Ќе направам се. Ќе направам се што можам. Ти ветувам. Да. Јас. Премногу ми е жал за Синти. Уништен сум. Те молам, не му кажувај на Ирфан. Ете ова. Ова ли е? Чекај да видам. Убаво било. Не е важно, не мора да го купиш. Не вели така, сине, ќе го купиме. Татко јунаку мој. Ти си мојот јунак. Хајде, дојди. Пробајте со оваа картичка. Ставете го пинот. Картичката ви е блокирана. Добро. Ви благодарам. Овде се 3000. Еве уште 500.
Дали сакате да го завиткаме? Не, нема потреба. Сине. Сине. Денис. Сине. Сине, каде си? Денис. 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 Сине. Сине. Денис. Денис! Денис, каде си? Ме слушаш ли, Денис? Денис! Тато? Денис? Тато? Па каде си ти, сине? Многу си изплашив. Зошто ми се криеш? Не се криев. Те изгубив. Се стемни. Ќе помине ова, сине. Не грижи се, во ред. Ирфан, телефонот. Добре дојде, професоре. Како си? Јас ќе го земам. Оставете Дојди ме. ваму, дојди. Еј, Не бегај. Дојди, дојди ваму. остави ме бе. Не ме допирај. Што е? Што е? Дојдете, ајде. Ајде. Што се случува таму? Сте го нашли него сам и сакате да го тепате, нели? Кој е овој? Јас сум вашиот крај, пријателе. Губете се од тука, инаку ќе ви истепам. Ви реков да се изгубите. Магла! Што уште ме гледате? Губете се! Немој да се вртиш! Магла! Кажи ми, вие ли сте новите дојденици во куќа број 3? Мајка ми кажа. Вие ли сте? Ирфан. А ти си Егемен, така? Си паднала една година и таблица множење не се знаела. Така и кажала мајка ти на мајка ми. Ти ли ќе ми кажеш на мене, бе? Ќе те здровам. Јас ќе ти помогнам, ќе те научам. Нема да губиш години веќе. Заднија бе муцката, ќе ти се плукнам во училиштето. Не си веќе сам, Егемен. Јас сум со тебе. Добро сум. Дојди. Дојди, седни овде. Овели, братче, види. седни. Седни. Види. Имаш одличен видик, знаеш? Аха, не е лош. Кажи ми како си. Добро сум. Добро. Ти зошто ништо не ми кажуваш? Си останал без работа, син ти е болен, а? Јас зарем не сум твој пријател? Веќе никого немам од моето детство. Ни мајка ми, ни татко ми, ни сестра ми. Веќе со никого не се гледам, само тебе ти имам. Да знаев дека имаш пари, ќе дојдев и кај тебе. Последно беше пропаднат. Добро си се вратил за 6 месеци. Си купил убав стан.
Прекрасен и тоа. Да, се вратив. Не сум се вратил. Овде се е лажно, се е фалсификат. Ете види, рамката е празна. Како тоа? И цвеќињата се лажни. Ова е изложен стан. Зградата се уште не се продава. Ниски се цените, затоа не ги продаваат. Јас затоа што немам пари, а и немам од каде да добијам, затоа тука живеам, како некој дух. Добро, чиј е станов? Еден пријател ми среди работа. Ајде, немој жити се. Ти повеќе немаш такви пријатели, те молам. Ме вреѓаш сега? Остави ме мене. Туку кажи ми ти како си. Што има? Добро сум јас. Добро. Ја се снаоѓаме некако. Само што понекогаш се караме со Еда. Не знам колку знаеш за случките, ама сепак... Не знам, добри сме. Тоа е тоа. Понекогаш многу мислам, многу се оптеретувам. Добро, зошто вам му се случи на моето дете? Зошто токму во овој момент останав без работа? Понекогаш не можам да спијам. Ето онака гледам. Само зјапам во таванот. Не можам да издржам дома. Сакам да излезам од куќата. Сакам да влезам во фабриките, брате. Сакам да застанам меѓу сите и да се развикам дали вие го отрувте. Дали вашата жива и вашиот сулфур создаде тумор во главата на моето дете. На универзитетот има еден бурак. Затоа што ме отфрлија од универзитетот, тоа е причината. Ме наклевети. Вчера вечер се будам вака и тој се појавува пред мене и сакав да го убијам. Со голи раце сакав да го задавам човекот. Ме сваќаш ли? Јас да задавам некого. Абе, брате, отидов кај сите мои пријатели, еден по еден. Им побарав заем, ни скршена пара не ми дадоа. Ми доаѓа да земам еден чекан и да им ги срушам тие убави куќи и да им ги распарчам возилата, ме разбираш ли? Абе, не можам да издржам. Вакви мисли ме обседнаа. Не можам веќе. На вечер полудувам, откачувам. Ќе најдеш ти решение, ти си Ирфан. Не можам, Еге. Не можам, навистина, немам друго решение. Брат ги поборав сите мои познати. Знаеш дека отидов во сите банки? И во сите поборав кредит. Абе, никој не ми дава кредит. Ниту една лира не ми даваат. Бара ми работа, било каква работа. Сакам да работам, сакам да заработувам. Ама никој не ме вработува. Не го интересира колку сум добар или не. Проблемот е дека судењето се уште трае, брат. А имам нешто пари, мои пари во банка ми стојат. Толку години работам, секако дека сум собрал, сум тргнал нешто настрана, ама да ти се плукнам, не ми ги даваат. И го гледам, син ми се топи во рацете. А не можам ништо да направам, Еге. Не можам, бе. Еге, морам веднаш да најдам пари. Кажи ми, имаш ли некој познат? Да, имам некои луѓе. Ама ти ме прашуваш за лихвар? Абе, брат, не е важно дали лихвар. Имаш ли познат? Брате, не се меше со тие луѓе, тие се многу опасни луѓе. Еге, немам никакво време, брат. Што сака нека ми направи, ако сака нека ми убие. Најважно е син ми да се спаси, другото после ќе го мислиме. Кој е тој човек? Господинот Сулеман. Братот од кој што ќе побараме пари е многу важен човек. Тој работи со градежништво, експорт, импорт на големо, мало, недвижности. Значи мафија. Никако. Тој е само богат и има познатства. Колку е богат? Од кога е богат? Наследил богатство? 3-4 години. Значи мафија е. Ти велам не е. Тој е бизнисмен.
Брат, нели им дава пари на заем со огромна камата на сиромашни луѓе кои што не можат да земат кредит? Значи тој е лихвар. Брат, ти објаснив преска. Тој бил лихвар од Сулеман, ни се претворил во господин. Ти што сакаш можеш да мислиш за него, ама немој пред него да си му кажал лихвар, мафијаш или нешто било што. Биди позитивен со него, да ги добиеме парите. Брат, во тие пари, кој знае колку крв и солзи има? Не ми е јасно, ти од каде го познаваш ова? Можам вака да те внесам внатре. Ќе кажеш нешто погрешно и ќе завршиме во некој канал. Јас сум добро, смирен сум, немам никаков проблем. Ваков ли си смирен? Да. Види, или соземи се, или заборави ги парите. Добро. Кажи господин Сулеман. Абе, Ирфан, што ќе правам јас со тебе? Господинот Сулейман ве Ви очекува. благодарам. Не, само господинот Егимен. Подобро, јас да те повикам, почекај. Вие можете да почекате во канцеларијата. Здраво, се извинувам. Задоцнив, така. Јас сум Ајша Карали. Дојдов да се видам со господинот Сулеман. Да почекам или да седнам? Да, може да седнете, повелете. Добро, ви благодарам. Оф, леле, има многу гужва, сообраќајот е хаос. Повелете, јас ова да ви го дадам. Сигурно господин Сулеман има работа. Сивито ви е скоро уништено. Да, така е. Требаше од дома да земам папка, ама не успеав, затоа не успеав. Господја Ајше, нели? Ајше беше. Да. Вие сте дојдени да се видите со некого, нели? Јас не сум таа личност, јас сум дојден да се видам со господинот Сулеман. Пардон, се извинувам, јас малку сум возбудена. Бајано бомбонче? Не се шегувам, на вистина. Соседката ми ги даде. А и вкусни се. Успешни се ваквите работи, се лачи ендорфин во мозокот. Ама баењето не лачи ништо, тоа е само психички. Јас немам многу искуство со вакви состаноци. Се надевам дека нема да тресам глупости. Вие го познавате ли господинот Сулеман? Не го познавам. Вие сте завршили литература, што барате овде? Сакав да се вработам во училиште. Не ме сваќате погрешно. Нели секогаш кога се оди на разговор за вработување, ве прашуваат што сте завршиле, зошто сакате овде да се вработите, затоа ве прашувам. Ако ви кажам дека ми требаат пари, не е добар одговор. Не, јас пробав, не е добар. Луѓето не сакаат да ги слушнат вестините, нели? Секој сака да мами, господја. Секој. Сте заборавиле да го напишете вашиот имејл. Ви благодарам. Јас денеска зошто сум ваква? Повелете. Ај, благодарам. Треба само посилно да се притисне. Успеав. Ви благодарам. Господине, ве очекува господинот Сулейман. Доаѓам. Господја Ајше, смирете се, имате доверба во себе. Ако немате, барем изгледајте така. Во ред? Самодовербата е најпривлечната работа. Вашето пенкало? Нека остане кај вас. Бајано е пенкалото. Повели Ирфан. Господине Сулеман, Ирфан. Седни. Донеси еден шеќерко. Од каде си ти, Ирфан? Во Рефа е сум роден. Ерзинџан.
Ама до 12 години шетавме од село до село. А татко ти од каде потекнува? Мојот татко бил сирак. Затоа не знаат од каде потекнува. Ама, накратко, јас сум од оваа земја. Тоа е малку измешано. Во овој живот, ако не потекнуваш од никаде, тешко ќе преживееш. Например, ако ми кажеш дека си од Трабзон, ќе знам барем од прилика каков ти е карактерот. Ќе знам на што се лутиш, на што се радуваш. Ако кажеш дека си од Чорум, тоа пак нешто друго значи. Господине Ирфан, од секое подрачје има добиено по некоја карактеристика. Тој е универзален. Ќе го видиме тоа со тек на времето. Јас дознав што ти се случило. Тешкотиите понекогаш човек го вадат од дупка, ама и го прават султан. Цел живот си учел, си станал професор, ама животот те донесе во состојба да молиш човек што има завршено само основно училиште. И вие кога ќе се разболите, одите ги молите лекарите што се високо образовани. Фала му на Бога и тие доаѓаа само со еден повик. Кога им даваш пари и болницата ќе ти ја донесе дома. Зошто дојде да ме молиш мене? Ајде, кажи ми. За да ми позајмите пари. Зашто друго би дошол? А ти мене ме гледаш само како пари, така? Некои луѓе доаѓаат да ми ја бакнат раката. Или пак само да ме поздрават. Некои пак доаѓаат за да ги вработат, ама некои за да ме замолат за нешто. Јас сакам само да позајмам пари. Јас сум добар психолог. Луѓето ги познавам од прв поглед. Ти сигурно мислиш дека луѓето како нас се улави. Ги гледаш од повисоко. Не, господине Сулеман. Ирфан не е таков човек. Тој е мој стар пријател. Парите што ги бараш за мене се ситни, се ништо друго. Не вреди да се врати човек како тебе. Било како, Егемен ми е како брат. Нашата врата е секогаш отворена за сиромашни, повредени и безпомошни луѓе. Не го правите ова за добротворни цели, нели, господине Сулеман? Им давате пари со висока камата на сиромашните луѓе што не може да земат кредит од банките. Тоа е целата работа. Разликата помеѓу мене и банката е тоа дека тие ги гледаат формуларите, документите и чековите што се нудат. А јас ги гледам луѓето во очи. Ајде, сега зборувај. Што ќе ми дадеш ти мене за возврат? Мојот збор. Штом сте добар психолог, тогаш сигурно знаете дека ќе ви го вратам долгот. Ќе ми ги дадете ли парите? Ти велам само 2 минути, зошто не разбираш? Треба да закажам термин, татко ми да го видам. Не можам, господине, се А извинувам. сега јави се и кажи му дека дојде господинот Хакан. Кажи му дека дојдов, секогаш ли треба нервозен да влегувам таму. Добро бе, ти ненормален ли си? Јас помислив дека ќе не убие. Јас јонека сум мртов. Што е, брат, стана в куче на некој лихвар. Почекај малку. Господја Ајше, Молам, имате ли некоја друга можност? морам да ја добијам оваа работа. Тогаш кажете му дека сте сиромашна и безпомошна. Молете го и тогаш ќе ве прими на работа. Со среќа. Благодарам. Да, ги најдов парите. Ќе ти објаснам се, душа, сега сум со Егемен. Добро, ќе му кажам. Добро, ќе му кажам. Во ред. Те поздрави, Еда. Благодарам. Еда знае ли за лихварот? Не сакам да се грижи. Ќе кажам дека од тебе сум ги земал парите. Извини, братче. Ало? Кажи, душа. Не, моментално не сум со него.
може ли да ти се јавам за 5 минути? Добро душо, те бакнувам. Пријател ли ти се јави? Аха. Со толку пари не се вози со автобус. Земи оди со автомобил. Што е ова, бе? Кога имав пари, изнемив за цела година. Ти сериозен ли си? Повели господин Ирфан. Фала, господин Егемен. Вози полека. Ле. Нема многу работно искуство, ама мојата работливост ќе ја приметите за кратко време. Добро, ќерко, добро. Остави контакт, ние ќе ти се јавиме, ајде. Господине Сулеман? Не сакам ова да го кажам, ама во лоша ситуација сум. Батоендер ми кажа господинот Сулеман никого не враќа. Дека сте татко на сиромашните. Многу ми треба оваа работа. Ало, дома ли си? Добро, доаѓам за 10 минути. Ајде до гледање. Добар си? Повреден ли си? Не, добар. Следниот пат, ако не ми ги вратиш парите, ќе ти ги искршам коските. Трни ми го овој сега. Како може со автомобил да удриш човек? Добро. Зарем воопшто не ми веруваш? Веќе нема доверба. Нема доверба, Егемен. Ова ти е последно предупредување. Ке те прегази автомобил. Нема да знаат кој го сторил тоа. Добро. Жими се ќе ти ги вратам парите. Дај ми малку време. Една недела. Трња бе таа нога. Леле. Господјо Илај, повторно сте растуриле. Каде си, Егемен? Ха? Да си ги собереше работива? Ќе ги соберам де, што е толку Како итно? што е итно? Сулеман сака што побрзо да почнеме со продажбата. Или денес или утре. Што се случи? Не можам да објаснувам сега. Земи ја листава и провери ја, да не фали нешто. Ама те молам убаво провери. Ти што ќе правиш откако ќе почне продажбата? Најде ли место за живење? Јас ќе се снајдам некако, ќе се преселам некаде. Ти доста ми помогна. Земи ги овие. Додека трае продажбата, можеш да останеш во мојата канцеларија. Ама само неколку дена, Егемен. Илај, Жими, Господ ти кажувам, ти си најдобрата жена што ја познавам. Жими се, не велам, затоа што ми ги даде клучевите. Немој да глумиш. Собери ги веќе овие работи, аман. Добро, ќе ги соберам. Илајче моје, Сулеман, добре дојде. само еден твој допир го расветува секое место. Сулеман. Господине Сулеман, ние почнуваме со продажба. Сте сакале што поскоро да почнеме? Да, така требаше. Среди ја ти целата организација. Целата листа од тебе ќе ја побарам. Оди во канцеларија, земи го полномошното и извади дозвола за себе. Ви благодарам, господине Сулеман, нема да ви изневерам. Не благодари ми мене туку на Илај. Извини, душо. Повели. Големата господја. И што ако се јави? Кажи, Кудрет. Сулеман, јас од тебе цел живот барав само едно нешто. Што е тоа? Тоа е дека сакам секогаш да бидеш намаса кога ќе се јаде. Ке бидеш овде за да се знае кој си и што си. Ке бидеш овде за ние да знаеме кој си ти. А не секој пат само да трдориш дека ти си глава на семејството. Ете, кога те нема, теби кака не доаѓа. А тој зошто не доаѓа? Јави му се и веднаш нека дојде. И јас за кратко ќе бидам таму. Добро, немој да задоцниш.
Илај, јас одам. Ти треба ли тебе нешто? Не, се гледаме утре. Добро. Ајде, солесно. До гледање, господин Сулеман. Собери си ги парталите веќе, ајде. Што е ова? Ова? Зарем почна да ги собираш работите на жените што ги носиш овде? Не на сите. Оф, Господе Боже. Илај, А? да те прашам нешто. Ти задоволна ли си од животот? Среќна ли си со него? Од каде сега ова? Што знам, туку така ми текна. Можевме да имаме различен живот. Зарем никогаш не си помислила што ќе беше ако се уште беше заедно со Ирфан? Зарем не го мислиш тоа? Не го мислам тоа, Егемен. Затоа што мислењето не ми одговара. Минатото е минато. Не може да се врати. Ајде, работи. Може листава да остане кај мене? Нека остане. Добро. А, Господе, благодарам. Што правите вие? Сега Дојди вамо, дојди вамо. Готов си, Немој, дојди немој. вамо. Тато, застани. Нема да застанам. Тато, те молам. Парите од Егемен ли ги зема? Да, тој ми помогне и тебе те поздрави. Готов си. Ќе те изедам. Еј, чекај, главата ме боли. Почекај малку. Чекај, запомни ме. О. Ајде, остави ги тие. Ти подготви ми доручите. Добро, господја. Благодарам. Добро утро, султанке. Добро утро. Не ја слушнам вратата. Добре дојде. Ти воопшто не пиеш? Што е, те мачили нешто? Не, уморна бев. Сакав малку да се опуштам. Што е тоа? Имам напишано мали забелешки, потребни ми се за да не ги заборавам работите кои што треба да ги направам.
Докторе, испитувањата се готови, нели? Направивте магнет. Ние ги недавме парите. Останува да ни кажете кога ќе го оперирате. Навистина не знам како да ви објаснам. Ги разгледавме новите резултати. Дознавме дека има потешка ситуација. Во вакви ситуации јас мислам дека операцијата е многу ризична. Како сега? Што значи ова? Како мислите дека има голем ризик? Мислам, што зборувате? Зарем се слушате што зборувате? Вие, мислам, се слушате ли што зборувате? Како тоа? Нели вие ни кажавте дека ако не се оперира ќе биде во животна опасност? Поради поставеноста на туморот и операцијата е многу ризична. Можеме да го третираме и со други терапии, ама јас морам се да ви кажам. Во вакви ситуации тешко се добива успешна операција, не можам да гарантирам дека ќе биде успешно. Зарем вие не ни кажавте дека треба да се оперира и дека ние треба да најдеме пари и да ви донесеме, а сега ни велите дека не може да се оперира и дека треба да се направат други терапии, не прифаќам ваков одговор. Господине Джелал, дали вие имате деца, господине Джелал? Да, имам. Де е жива и здрава? Ова да му се случеше на вашето дете, вие што ќе направите, кажете ми? Ќе го однесев кај професор Тахсин. Тој е главен лекар во една болница во Хјустон во Америка. Тој е мојот професор, има успешни операции во вакви специфични ситуации. Ако имате можност, носете го. Не, докторе, ние немаме толкави можности. Ние од каде ќе можеме да најдеме толку многу пари? Видете, има едно друго семејство кои се во иста ситуација како вас. Нивната ќерка се вика Лејла. Тие започнаа кампања за да може да ја оперираат ќерката. Можеби и за вас ќе биде тоа добар почеток. Ирфан, види. Погледни оваа девојка. Ситуацијата е како со Дени сакаат да ја оперираат. Родителите започнале кампања. Пред малку зборев со нив, таткото зборуваше многу позитивно и тие се мачат како нас. Ми рекоа дека можеме да одиме да се видиме со нив, те молам зборувај. Колку успеале да соберат до сега? 185.000. За 3 месеци. Значи за година и 8 месеци ќе соберат целата сума. Можеби ние ќе можеме повеќе пари да собереме и можеби... Да, немојте, молам. Колку пати сме виделе вакви кампањи и објави? Дали сме помогнале некогаш, а? Дали си дала барем крв некогаш, кажи? Добро. Што да правиме тогаш, Ирфан, што да правиме? Ништо да не правиме и да си седиме, нели, мислам, а? Ирфан, направи што сакаш, ама најди ги тие пари. Не, Еге. Не може, не се доволни парите што ги земавме од Сулеман. Што се случи со операцијата? Зарем од сега варат камата? Направија нови испитувања, направија нов магнет и... Малото парче во неговата глава е на многу ризично место и затоа не сакаа да го оперираат. Ризикот е преголем. Ама во Америка, во Хјустон имало еден лекар, се викал Тахсин, и препорачаа со него да се видиме. Тој требало да го оперира. Ама еве јас... Како да отидам таму, Еге? Тоа се премногу пари. Еде да кажеме сум ги нашол. Како ќе излезам од државата? Имам забрана за излегување. Јас како можам да ја средам работава? Ако имаш пари, може се да се среди, уживај. Ќе ти извадиме нов пасош. Не треба да прашуваш како. Туку колку пари. Колку чини операцијата? Одење, доаѓање, операцијата и сите други трошоци, се ќе чини најмалку 1 милион. 1 милион лири, брате. Од кај да најдам толку пари? Што е 1 милион, бе? Тоа не се пари. Како бе тоа не се пари, Еге? 1 милион е мојата 10 годишна плата, пријателе. За некого 40 години работа е тоа, како не се пари? Тие пари што не можеш да ги добиеш за да го спасиш синот, овие ги трошат само за проституција. Автомобилите на нивните швалерки вредат 1 милион. Овие не живеат во куќи од 1 милион, нивните слуги живеат. Становите на господин Сулеман што ги продава најниска цена им е 3 милиони. Овие купуваат часовник од 1 милион. Плаќаат 15 милиони за алиментација за бившите. Тука чајот кошта 20 лири, јадењето 1000 лири. Нека јадат, не ме интересира тоа. Ти си економист, направи една математика. Колку од нив мислиш дека работат нешто?
Колку од нив овие пари ги заработуваат честно и исправно, кажи ми? Не ме прашувај за нешто кога го знаеш одговорот. Според мене постојат уште многу такви луѓе. Парите што ќе го спасат животот на твоето дете за нив се ништо. Значи јас тие пари треба да ги земам од нив. Таков те сакам. Ајде дојди сега да пиеме чај за 20 лири. Чарлс Понзи. Таткото на пирамидниот систем, Чарлс Понзи. Овој систем функционира 100 години, колеги. Точно 100 години луѓето се уште веруваат во овој систем. Видете, во последниот пирамиден систем, еден човек мрестеше едно сино јајце. Од 140.000 луѓе собра повеќе од 1 милијарда пари. Да, и ниту еден човек од нив не беше глупав. До сега секогаш постоеле луѓе што сакаат за кратко време да станат богати и секогаш ќе постојат уште милион други луѓе. Што размислуваш? Ништо. Јас имам една идеја. Мене ми е потребно лице кое што не е од нашата околина и кое што ќе може да им даде доверба на луѓето. Тоа си ти, Ирфан. Кажи добро и одма да почнеме. Зашто да кажам добро? Ќе го измамиме Сулеман. Становите почнуваат од 3 милиони. Тука има 150 станови. 150 помножено со 3... За Сулеман ништо не значи 1 милион или 2. Ова огромно место го зеде од еден изведувач кој беше пред банкрот. А тој пак го добил местото за ефтини пари, лажејќи дека ќе има урбана трансформација. Тоа што го сакаш ти е ништо. Значи мислиш ние да ги продаваме становите на Сулеман, така? Да, така е. Ние ќе имаме наша продажба. Само неколку стана да продадеме, ќе бидеме богати луѓе. Денис ќе се оперира. Ние ќе имаме нов живот. Ќе се спасиме од ова место. Значи ми предлагаш да бидеме измамници? Како сакаш наречи го тоа. Јас имам голем проблем. Ти и да си и да не си, јас ќе направам нешто. Инаку мене ќе ме убијат. Ти кажи ми дали си за или не. Што зборуваш ти, брат? Што зборувам? Јас имам долгови, братче, мене ме следат и двајцата сме во опасност. Тебе што те држи овде? Твоите роднини ли? Твоите пријатели? Зарем не ти ја плесна вратата сите? И што ќе се случи ако не успеш да ги вратиш парите? Сулеман не е само тебе. Туку сите твои познати ќе ги убија. Дојди, ајде, прифати го предлогот, ајде. А? Во основно во прво. Бевме во Акои. На еден од училиште му испратија пастелни бои од Германија. До тогаш нема видено такво нешто. Црвената боичка ја украдов. Црвената боја ли? Татко ми ја виде боичката. Тогаш ја добив првата и последната шлаканица од татко ми. Потоа тој огромен човек дојде и ми се извини. Ми рече: сине, јас сум виновен. Јас не сум успел да те научам дека кражбата е најголемиот грев. Ако еднаш украдеш нешто, од таа врата ќе влезат сите други гревови. Оттаму ќе влезе и лагата, изневерата, намењето, алчноста. Сакаш укради една мала боечка, сакаш цело грно со злато укради, кражба си е кражба, разбираш? Потоа побара од мене да се заколнам, дека никогаш повеќе нема да крадам.
Ми рече, јас тебе не сум те гледал со крадени пари, затоа и ти никогаш не дозволувај син ти да порасне со крадени пари. Јас му дадов збор на татко ми. Добро. Татко ти да беше на твоето место, што ќе правеше? Што ќе правеше во овој свет што не ти дава можност на твојот син да преживее, Ирфан, кажи? Не, Егемен, не можам. Добро, добро. Не го прави. Уште како дете беше ваков. Не прави. Добро.